вечер, хулигани и хулиганки! Ние сме били хулиганите, а овие други не биле питовите. Значи аз, кој што идам овде секој ден во 7 сато, го затворам дујчано, за да ја одбранам државата од нашиот државен врв, сум хулиган, а оној што нарачува најскапо луксузно возило од 500.000 евра со монитори за децата да имало, тој е премиер. Значи Милан е хулиган, а она министерка која што ќе влечела човечиња за уши еден по еден и ги напикала во 40 квадрати околу 20 до 80 луѓе, таа е добрата, а Милан е хулиган. Оној министерот со прилепско потекло, што не знаеше како се вика зиперот на вреќите што се користат при избирачките места, тој не бил хулиган, Филип бил хулиган. Или она детено што фрла со јајца по ова зграда овде, ние не фрламе уствари по зградата, тие не знам како можат да не ја разберат символиката. Ние фрламе по општината, значи ние фрламе по символите, не по луѓето и по полицијата. Ние не сме хулиганите, хулиганите се оние аболицирани, но знаете што? Знаете што ни направи председателот? Државен удар ни направи. Не ги аболицира специјалните јавни обвинителки, ни криви, ни должни, што сакаат да го расветлат овој криминал. Се аболицира што не требаше, а се што треба е онаму каде што не му е местото. Шефот, онај шефот на тајната полиција, што нарачува кој и каде ќе биде судија, не, тој не е хулиган. Ние овде сите сме хулигани. Па затоа ние хулиганите и хулиганките ќе му порачаме. Дури е така, нема да има правда. А ако нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда,